Добре дојдовте во новото издание на емисијата 360 степени. Го реализираме од седиштето на Министерството за внатрешни работи, а за соговорник го имаме шефот на овој владин ресор, Панче Тошковски. Во разговорот ќе доминираат прашања поврзани со случајот во кој загина младата Фросина Кулакова, реакциите од јавноста и најавите за законски и други системски промени со кои ќе се направи обид да се намали дивењето по улиците и патиштата. Ќе зборуваме и за теми поврзани со борбата против корупцијата. Министре, добре дојдовте во 360 степени. Добре најдов, благодарам на поканата. Овде бевме заедно пред една година, поточно на 29 јануари 2024, веднаш откако ја презедовте функцијата министер за внатрешни работи во тогашната техничка влада на Талат Џафери. Благодарам за можноста една година потоа повторно да разговараме. Рековме, актуелен е случајот во кој загина млада девојка и сите реакции кои што следуваа потоа. Деновиве сведоци сме на засилени сообраќајни контроли од полицијата пред се подрачјето на Скопје, како велите вие на СВР Скопје. Моето прво прашање би било зошто впечатокот е дека се реагира реактивно, а не превентивно. Благодарам на прашањето. Превенција како активност во рамки на Министерството за внатрешни работи и пред тоа јас да бидам назначен нова позиција, била превземана. Многу пати досега јас лично сум учествувал во рамки на превентивни активности кои што сме ги превземале заедно со РСБСП, заедно со секторите во рамки на Министерството, заедно со секторите кои што се за превенција и така натаму. На мојата Facebook страна јавно се објавени сите оние акции кои што сме ги имале, каде што јас сум учествувал, а секојдневно објавуваме превентивни активности кои што се превземаат од страна на Министерството за внатрешни работи. Нажалост, како и се друго, во нашата убава Македонија, добрата вест не е вест. Односно, вест е само кога имаме некој грозоморен настан, вест е кога имаме големи казни изречено, вест е кога имаме, проблем со пасоши, вест е кога имаме некоја црна приказна. Зошто е така, не знам, претпоставувам дека треба друг тип на експерти да одговорат на тоа прашање, но слободно можем да констатирам дека и како сме превземале превентивни активности во изминативе година дена, а статистиките велат дека и претходно се превземани Во демократија се дебатира за проблемите за да се надминуваат. Тоа е веројатно еден општ одговор, а сега да не навлегуваме детално во прашањата. И за сите проблеми треба да дебатираме и дебатираме. Нажалост, многу ми е жал што за овој проблем се скрена особено вниманието на јавноста после еден ваков грозен морен настан, каде што ни загина едно девојче на 22 години во рамки на едни страшни дејствија кои што се констатирани при сторување на сообраќајната незгода. А министре, не е прв таков случај? Не е така. Да, а сега реално реакциите се некако најинтензивни. Прекуглава му е дојдено на народот. Прекуглава му е дојдено на народот од аспект на ослободување од вина поврзано со казна за одредени лица кои што, да речеме дека се вип лица од било какви причини во минатото. Прекуглава му е дојдено на народот за тоа што ти издвоам еден случај на полна лента прегазено лице кое што загинува, а при тоа изречена казна затвор од 6 месеци на сторител кој што меѓувремено требало да биде во затвор. Прекуглава му е дојдено на народот од такви континуирани постапки кои што на крајот не завршуваат со праведна, не велам дека не е во рамки на право изречената санкција, туку не е праведна таа санкција и народот е револтиран. Континуитетот на неказнивост соодветна, согласно и правни, меѓутоа и етички и морални стандарди, кои што се изгубени, нажалост, е страшен.
И заради тоа народот со право реагира Да, како што ќе реагира. зборуваме околу казнената политика, се најавува нејзино заострување и така натаму. Но велите на народот му е преку глава од неказнивост, ама можеме ли да зборуваме во името на целиот народ, во која смисла? Колку секој од нас е подготвен да се погледне себе си во огледало и да биде искрен пред себе и да каже колку пати погрешно паркирал, колку пати возел без појас, колку пати возел можеби под дејство на алкохол, колку пати возел со прекумерна брзина и така натаму. Ние цело време покажуваме со прст на системот, на некој друг, таму негде, на некои абстрактни позиции, места, феномени, ама за себе не сакаме да зборуваме. Еве, мислам дека и статистиките кои што ги објавувавте во изминатите неколку дена го потврдуваат тоа, од тие засилени контроли кои што ги имавте. Ова кое што вие го напоменавте сега беше дел од мојот говор во рамки на јавната расправа која што имавме во собранието, каде што повикав токму да сите тргнеме од самите од себе. Од аспект на нашата лична култура во делот на почитување на сообраќајните правила. И морам да признавам дека сум згрозен од бројките кои што ги констатираме само за овие 5 дена, кои што се како последица на засилени полициски контроли во рамки на СВР-ското. Што покажуваат тие? Страшни се бројките. Значи, после овој грозоморен чин, кој што се случи, а е поврзан со смртта на 22 годишното девојче. На 5444 исконтролирани возачи. Во Скопје? Во На територија на Скопје? За овие 5 дена говорам. Добро. 2592 констатирани прекршоци. Значи, речи си половина. Речи си секој втор кој што бил запран, сторил некаков прекршок. И сега внимавајте. 195 прекршоци за немање на возачка дозвола. Во овие 195 прекршоци, можеби едно лице и 2 пати запрано. Но факт е дека овие луѓе никогаш немале положено за возачки испит. Страшно. Страшно. Пазете, ова е по трагичниот случај. По смртта на Фросин. Алкохолизирани, 19 луѓе управувале моторни возила за овие 5 дена. Нерегистрирани. Значи, тоа возило не поминало на технички преглед, никој не констатирал дека е во стабилна состојба за да биде упредувано. 50. И пазете го сега. 695 луѓе управувале побрзо од дозволена брзина. Па нели се страшни овие цифри? При тоа, засилените контроли беа најавени. Сите јавно знаевме нашата дека цел ќе има засилени контроли. Нашата цел не е да ги казнуваме луѓето, нашата цел не е да го полниме буџетот, нашата цел е да имаме нормален сообраќај. Нашата првична цел, примерна цел е да спасиме човечки живот. Нашата примерна цел е да се почитуваат сообраќајните правила. И сега, пазите сега, може ли да зборуваме дека на луѓето им е преку глава од неказненост, кога ваква е статистиката? Секој втор направил некаков прекршок. Така е. Така е. Видете, мораме темелно да навлеземе во проблемот. Проблемот со сообраќајната некултура и проблемот со огромниот број на човечки жртви. Само во изминативе 3 години имаме негде околу 393, мислам дека е бројката. Близу 400 жртви имаме како последица на сообраќајни незгоди. 2024 година бројката е најголема. 142 жртви. 142 жртви. Е сега, ние мораме системски да видиме што се треба да се стори за да на крајот имаме позитивни резултати. Колку и да полициските службеници бидат на терен, колку и да изрекуваат санкции, тоа е само еден начин на како би можело да се влие за да може да се нормализира сообраќајнава култура, да кажем. Со други зборови, има ли систем кој што може да одговори на ваква сообраќајна некултура, на вакво несоодветно однесување на учесниците во сообраќај? Видете, систем се гради, се ствара со работа, со темелни анализи, со интердисциплинарен пристап на сите. Значи, ние не можеме да говориме за сообраќајна култура и за почитување на сообраќајни норми и за подобрување на системот кога немате како што треба градски превоз во градот Скопје. И тоа е факт. Епа, министре, не, дозволете сега, бидејќи вие доаѓате од партијата ВМРО ДПМН. 2021 ја освоивте локалната власт. Зошто ништо не се направи за да се унапреди јавниот превоз во Скопје?
На ова прашање мислам дека ќе треба одговор да даде градоначалничката која што 4 години си ги преспа на фотелјата на кое што седна. Дојде со ваша отворена поддршка. Не е Сега спорно знаеме тоа и најголем број советници во градот Скопје имавте. Знаете, впечатокот е некако ги чекате следните локални избори, предпоставувате дека следниот градоначалник ќе биде од ВМРО ДПМН и па тој да ги собира ловориките. Но во меѓувреме се изгуби многу време. 4 години ништо не е направено за јавниот превоз во Скопје. Пак ќе речам, секој треба да одговора за она кое што се негови дела и негови резултати во рамки на она кое што го постигнал и го прави. Градоначалничката нека си даде одговор од аспект на она кое што е нејзина надлежност. Јас не можам да не констатирам факт кој што е неспорен, а тоа е дека кога би имал како што треба јавен градски превоз, сигурно нема овие да се бројките. Тоа е факт. Ако има како што треба регулирани сообраќајници од аспект на, не знам, може би треба да се смени законска регулатива во делот на мирни зони, може би треба да се смени законска регулатива во делот на тоа и на булевари да се предвидат сите оние работи кои што треба да речеме за да го забават сообраќајот и така натаму. Има експертите понудуваат различни решенија. Може би ќе се подобри, но пак ќе повторам, станува збор за мултидисциплинарен пристап кој што на крајот ќе треба да даде намалување на бројот на жртвите. И ова не го говорам на памет. Компаративно гледано, кога да речеме во Дубај, Обединените арапски емирати, после 4 години интензивна работа во делот на сообраќајни прекршоци и сообраќајна култура, инфраструктурно решавање на проблемите и имплементација на Safe City, на интелигентна да речеме интелигентен систем на казнување и констатирање на прекршоци, бројките ги намалиле од 250 на 140 сообраќајни жртви за период од 4 години. Тоа е фрапантно намалување на бројката. Особено ако се има предвид дека таму живеат негде околу 2-13 милиони жители, а кај нас ги имаме 5-6-7 пати помалку. Ке зборуваме за тоа. На протестите кои што се случи во изминатиот период се бара системски промени и со прст се покажуваше на судиката од основниот кривичен суд кој што сторителот на делото Васил Јованов го испратила во поправна установа, со што практично било невозможно да му се продолжи притворот. Според вас, оправдано ли е покажувањето со прст на судиката? Вие сте правник, вие сте адвокат. Видете, јас многу добро знаете дека во рамки на начинот на кој што говорам од позиција на министер за внатрешни работи многу внимавам како говорам, но не можам да не констатирам факти кои што ги добив од Државниот завод за статистика, а при тоа се во насока на она кое што го говориме цело време. Мораме да имаме во предвид дека казните кои што ги имаме дефинирано во рамки на законите, факт е дека не се усогласени и доколку ми дозволите ќе збориме и за тоа во рамки на овој интервју. Од аспект на имаме преклопување на кривични санкции со прекршачни, јасни пукнатини направени кои што да речеме дека не овозможуваат изрекување на соодветна казна и така натаму и така натаму. Не ве молам, ќе ви го повторам прашањето, знам точно што ве прашав, вие сакате да го избегнете одговорот. Дали е оправдано покажувањето со прст на судиката од основниот кривичен суд? Значи, ако ми дозволите ќе стигнеме и до тоа. Само сакав да ги потенцирам статистиките кои што ги имаме од Државниот завод за статистика, заради тоа што токму и за тоа говорим. Каде е проблемот? Барем јас каде го гледам проблемот. Ако да речеме дека вкупно од оваа статистика од Државниот завод за статистика, ако е точна, и ако вкупно од прилики имаме негде околу 900 кривични дела кои што се ефективно завршени во период на 2023 година, само 43 од нив се со затворски казни. 834 се со парични казни. При тоа, од 10 до 15 години немаме казна изречено, од 5 до 10 години казна затвор 3, од 3 до 5 6, од 1 до 2 7, од 6 до 1 6, а затвор до 6 месеци 27. 27 на предмет. Значи, од прилика половина од затворските казни кои што се изречени за временски период до 6 месеци. Добро. Половина. А бројот на парични казни е огромен кој што е изречен. Сега, треба да се... При тоа за сообраќај со смртни последици има и условни казни. Што е страшно, ако мене ме прашате.
А при тоа морам да напоменам дека врз основа на образложението кое што ги имавме од професорите во рамки на јавната дебата, казните кои што се предвидени во рамки на македонската легислатива, се едни од најстрогите во Европа. Значи, кај нас имаме предвидена казна затвор каде што имаме последица смртен случај од 4 до 20 години, а при тоа Словенија 1 до 12, Хрватска 3 до 15, Германија до 10, Србија 5 до 15 години затвор. Значи, проблемот не е во предвидените казни од аспект на строгост. Да, ма при тоа законите предвидуваат да се земаат предвид и олеснителни Така околности, е. така? Проблемот е во конкретните предмети кои што се спроведени од страна на судовите. И тоа е факт. Сега, јас немам анализа за кој предмет, какви квалификаторни елементи имало построги или пак имало поблаги и така натаму. Но ова се бројки кои што ги зборам. Но овие бројки не значат дека судиите суделе вон правото. Се согласувам. Вон законот. Видете, тешко е да се објасни на јавноста, меѓутоа експертската фела многу добро разбира дека помеѓу право, правда и правичност има многу голема разлика. Сега ние говориме како да создадеме систем, како да создадеме општество кое што на крајот на денот, освен што ќе биде во рамки на закон, пресудите кои што ќе ги донесе, актите кои што ќе ги спроведе, обвиненијата кои што ќе ги процесира, ќе бидат и праведни. Да, но при тоа нема да го доведат во прашање потенцијалот за ресоциализација на жртвите. Така, исто тоа е важен елемент во едно општество. Апсолутно се согласувам, да. Така што, веројатно, многу сложена е таа анализа. Да, кога ги гледаме гледаме дискрепанцата. Значи, огромна е дискрепанцата. Не можеме ние, како сега ние ќе говориме да ги заоструваме казните во делот на изречените како што бараа одредени политички лишинари во изминатиот период, во делот на конкретно предвидените казни, кога не направена анализа и статистика, а при тоа имаме факт дека, имаме компаративно гледано со овие 4 држави, освен Србија, сите други се дел од Европска унија, имаме најстроги казни кои што се предвидени, а од друга страна, од 10 до 15 години немаме изречено ни една казна во 2023, компаративно гледано од 2017 до 2023, една имаме 2021, една имаме 2022. Добро, дали треба да заклучам дека вие велите дека не треба да се заострува казнената политика? Јас велам дека треба јасно да се дефинира што е кривично дело, што е прекршок. Јас велам дека треба да се вмрежат институциите. Недозволиво е јавното обвинителство кога процесуира постапка да каже дека немало информации за колку прекршоци биле сторени од страна на одредено лице во делот на сообраќајот. А ги немаат. А ние ги имаме како Министерство за внатрешни работи. Зошто јавното обвинителство да ја нема нашата база на податоци? Добро, сега ова што го подпишавте како меморандум со обвинителот е во таа насока? Во таа насока е нормално. Не само јавното обвинителство. Зошто Министерството за внатрешни работи да ја нема казнената и кривичната евиденција која што ги има во судовите? За да може да ги поедностави постапките спрема граѓаните во друга насока. Зошто да не се вмрежаме во рамки на еден систем, што е и еден од најголемите проблеми, зошто досега не сме го, не сме го легислативно решиле и употребата на Safe City како алатка која што ќе треба да ни овозможи во иднина подкрепање на сообраќајната култура. Пред да зборуваме подетално за Safe City, мислам дека многумина ги интересира како тоа би функционирало, особено што зборувате сега за безбедна држава, не само за безбеден град, мислејќи на Скопје. Дали беше оправдано покажувањето со прст на судиката од основниот кривичен суд? При тоа таа пресуда не се однесува на сообраќаен прекршок, се однесува на сосема друго дело. Видете, бидејќи се случи јавен линч, кога зборувате со нејзини колеги, велат дека се работи за редок професионалец, принципиелна судика која што многу тешко може да биде ставена во нечи табор. А реално и двете партии се обидоа, и ВМРО ДПМН да ја смести кај СДСМ и СДСМ да ја смести кај ВМРО ДПМН. Пак ќе повторам. Личниот мој принцип во дел на почитување на презумпција на невинност од било кој аспект и јавно линчување од било кој аспект, многу добро знаете и ви и македонската јавност дека е на многу високо ниво.
и никогаш не си дозволувам поименично да наметнам во јавноста име и презиме кое што би требало да биде наметнато од лево или од десно или од озгоре или од оздолу. Никогаш. Нема да го сторам тоа ни во овој конкретен случај. Од позиција на адвокат ми беше многу полесно да коментирам и да дискутирам и да давам свој став, меѓутоа од позиција на министер за внатрешни работи навистина многу внимавам и така и ќе продолжам. Добро. Safe City. Сега реков го проширувате на безбедна држава. Долго го најавувате. Уште од времето кога бевте технички министер, односно министер во техничката влада. Зошто никако тоа да профункционира? Еве реков дека од кога станавте технички министер до денес се поминати веќе повеќе од една година. Така е. Ви благодарам на прашањето и би сакал да ми дозволите ова да го објасниме на македонските граѓани за тоа што лебди цело време во воздухот дека тоа е нешто кое што треба да стиснеме дугми и да го пуштиме да функционира, а ни оддалеку не е така. И сега ова би сакал да посветиме малце повеќе време. Ќе посветиме. Кога станав технички министер за внатрешни работи, еден од првичната цел ми беше спроведување на фери демократски избори, кои што ќе овозможат да македонските граѓани си го искажат она што го имаат како свое мислење во рамки на една законита, фер процедура и така натаму и така натаму. Мислам дека тоа го сторивме и го направивме како што треба. Во рамки на тој период од 4 месеци имав многу пати состаноци, освен на тема фери демократски избори и на тековни проблеми кои што ги имаме во министерството. Еден од најгорливите беше проблемот со личните карти и пасошите. Покрај тоа, јас како приоритет оценив дека треба да е и Safe City како проект кој што сите очекуваме дека ќе даде позитивни резултати. Во тој временски период, нажалост, немав доволно време да се посветам на овој проект и од страна на службите ми беше говорено: министер, не се кирите, ние набавката е направена, тоа е факт. Камерите кои што беа за Скопје, Куманово и Тетово заедно со целокупниот систем се обезбедени од претходното раководство во рамки на министерството и тоа е факт. И веројатно голем дел веќе и поставени, бидејќи ги гледаме не, по градот. Не, тогаш не беа. Не? Ниеден. Тогаш не. Ама сега се веќе поставени. Да. Добро. Сега ги поставуваме, да. Тогаш ниедна камера не беше заменета и не беше поставена. Ниедна. Добро. И ми вика: ве молам, министре, не се секирајте, 2 члена ќе смениме у законот и готово, тоа ќе се функционира, се супер. Факт, можеби јас имам вина во тој дел заради тоа што навистина не можев да се посветам на тој приоритет во рамки на оние 4,5 месеци, 5, колку и да беа во техничкиот период. Сега, после тоа, откако заврши техничкиот период, се оформи нова влада, повторно седнав на истото столче на кое што бев и претходно, тогаш, навистина, формирав една меѓуресорска група, која што суштински навлезе во рамки на решавањето на проблемот за имплементација од секој аспект на проектот Safe City. И предпоставувам се испостави дека има многу предизвици. Што констатиравме? На 2 дела би ги поделил. Ајде. Суштинските работи од аспект на стискање на копче и пуштање во функција на Safe City како проект. Законска регулатива прво. Значи, во рамки на работна група која што ја формиравме, има луѓе експерти, професори од областа на кривично право, на уставно право, на казнено право и така натаму. Имаме вклучено луѓе од Министерство за правда, имаме вклучено луѓе од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата, имаме вклучено луѓе кои што да речеме дека се експерти од областа во рамки на Министерството за внатрешни работи и така натаму. И интензивно работиме цело време на ова. И што се констатираше до сега? Неусогласеност на законите. Од аспект на нејасно дефинирање на казе со Закон за безбедност во сообраќајот и патиштата и Закон за прекршоци. Преклоп на действија на извршување, кое што ние мораме да го фатиме измени и дополнување на кривичен законник во овој дел, за да разграничиме јасно што е кривично дело, а што е прекршок, од аспект на безобзирно управување со моторно возило. И мене, ако ме прашате лично, да додадеме во рамки на действијата на безобзирно управување со моторно возило и немање на возачка дозвола. Други законски, да. Контрадикторност во различни закони. Значи, контрадикторност, начинот, например, да речеме, од денешен аспект, управување со моторно возило од аспект на забрана, кога се изрекува на еден начин е дефинирана во Законот за безбедност, на сосема друг начин е регулирано во Законот за извршување на санкции. Не е јасно од кога почнува да тече изречената забрана. И го знаат тоа луѓето, го знаат тоа македонските граѓани, оние барем кои што се казнети. Се упатуваат до министерството, па им велат: не сега, не сме, а примили и така натаму и така натаму. Тоа мораме да го речеме.
доказната вредност на камерите во рамки на законот за прекршоци мора јасно да се дефинира, за да можеме да ја употребуваме како доказ во рамки на една судска постапка. Одговорност на собственикот на возилото. Ако не трнеме од правна претпоставка дека тој кој што го регистрирал возилото е одговорен, иако го дал на некој од неговата фамилија и така натаму за сторениот сообраќајен прекршок, ништо не сме сторили. Добро. И сега отпочнавме и со измени во рамки на правилници од 1.1.2025 година при регистрација на возило секој еден собственик на возило кој што регистрира возило е должен под морална, материјална и кривична одговорност достави свој телефонски број и своја имейл адреса преку која што ќе се врши доставата на Имаше прашање зошто тоа се прави, поврзано е со безбеден град. Доставата, најбитна работа, ако мене ме прашате, од целокупниот процес на неспроведување, немање на ефективно казнување реално на секој еден сторител на прекршок, е доставата, проблемот со доставата. Сега, како ќе го вршиме тоа? Прочитав некои информации во јавноста од аспект на Министерството, вика ќе ги доставува сликите преку телефон, што да речеме дека не еден начин е така, но информацијата за сторен прекршок многу е битно кога ќе биде доставено до граѓанинот. Сега, за одреден прекршок сторен 2020 година, постапката се отпочнува 2022-2023, па може би 2024. Сега, со новите измени, целта е, ако денес сме сториле прекршок, во рок од 24 часа, ден, 2, 3 максимум, да добиете известување дека сте сторили прекршок. Многу е битно ефектот од аспект на временска рамка. И во рамки на тоа известување што ќе го добиете, ќе добиете линк до кој што ќе може да кликнете и да стигнете, од каде што ќе може да ја симнете фотографијата која што е доказ дека навистина на тој и тој ден возило тоа и тоа поминало на црвено. Неспорно ќе биде, меѓутоа треба да се направи Има уште во делот на законите. Реформа на прекршочна постапка, санкции за рецидивистите. Ние мора да ги одвоиме рецидивистите во делот на она кое што е човек кој што да речеме за прв пат стори прекршок. Задолжително одземање на моторно возило кое што е употребено како средство за извршување на кривично дело. Никој не може да му убеди дека Страсбург ќе бара справедливост, размерност или не знам што друго во конкретната ситуација со починатото девојче. Никој не може да му убеди. Кога имаме управување на моторно возило под дејство на алкохол или пак под дејство на дрога, на црвено, 3 пати поголема брзина или 2 пати поголема брзина од пропишаната. Да се одземе и возилото. Задолжително. И сега има опција судот, ако оцени дека е употребено како средство за сторување на кривично дело, да го одземе. Ама јас барем за таква пресуда не сум запознаен. Задолжително да се одземе, кога ќе знаат дека ако возат 150, а е дозволено 50, ќе им се одземе возилото, несовесните возачи, не знам дали ќе управуваат. Има ли законски предизвик од аспект на човековите права? Нели, бидејќи ќе бидете фотографиран, па имате право на приватност. Цело време се дилемите тук. Добро. Цело време дилемите се во таа насока, дали ќе повредиме одредено човеково право. Затоа имаме ангажирани експерт од уставно право во рамки на групата. Темелно го имаме фатано ова да го работиме. Ова не го работиме месец дена. Комисијата е во активно работење повеќе од 4-5 месеци, можеби и од самото назначување. Наредниот месец ја формиравме работната група која што интензивно работи. Ова е макотрпна работа. Може ли фотографијата да се сведе само на регистарската табличка, на дел од возилото, да не се гледаат луѓето кои што се внатре? Не знам. И тоа е дел од дилемите кои што се размислуваат во овој момент. Видите, ние не сме законот, има една верзија на закон која што изготвивме, но се уште сме во фаза на разграничување на овие дилеми. Заради тоа имаме јавна трибина на 21, каде што се поканети огромен број на луѓе од фелата, експерти, суди, обвинители, професори и така натаму, така да ќе ги ставиме на маса сите овие решенија кои што ги предвидуваме и ќе видиме што се друго би можело да се регулира, како да се регулира и така натаму. За многу работи зборувате кои што треба да се сменат. Во каква фаза се подготовките на евентуалните измени на овој закон? Од
она кое што ние сме го предвиделе како можно решение на се она кое што е поврзано но со уште не се имплементација на нацрти СФС. кои што ќе бидат ставени на ЕНЕР на консултации. Така е. Се уште не се. Сакаме да ја спроведеме оваа јавна дебата на 21-ви, Добро. да ги сумираме, значи оваа јавна дебата ја правиме пред да отпочнеме со официјална постапка во рамки на македонската влада, да ги собереме сите мислења од сите експерти, од сите луѓе кои што се инволвирани во рамки, кои што може да дадат додадена вредност, не сме ние најпаметни 10 луѓе кои што сме во работна група, да видиме што се ќе биде ставено на маса, за да знаеме конечно дали има и нешто друго што треба да се исцрпи и за краток временски период по затварање на таа јавна дебата на 21-ви, се надевам за максимум 2 недели, да сработиме на убаво решение. Знаете кај ми е најголемиот страв? Реално. Се ќе предвидиме, ќе регулираме, ќе напишеме, ќе го ставиме на хартија, УЈП ќе ги спроведе, ќе симне пари од сметки и така натаму. Што правиме со огромниот број на предмети кои што ги има во судовите? Добро, тоа почнавте да го наметнувате како дилема и како потенцијално тесно грло. Така. Зошто? Заради тоа што е факт и реалност. Согласно устав мора да предвидиме судска заштита за сторен прекршок. Мораме да предвидиме. Нема друго чаре. И? Судска заштита мора да има. Што според вас е потенцијалното решение? Една од најзагадочните теми, заради која што е отворена оваа дебата, кај што ќе бидат поканети и судии кои што работат на прекршочни постапки и така натаму, е токму ова прашање. Јас сметам дека мораме да го донесеме законот и мораме да го ставиме во функција овој начин на регулирање на сообраќајот и алатка за нормализирање на сообраќајната култура во Македонија. А судовите ќе мора да се зајакнат од аспект на капацитетите кои што ги имаат постоечки, да се примат поголем број на судии, да се дигитализираат во рамки на нивната работа, да овозможиме простор за комуникација директен во рамки на системот Safe City кои што би ги имале судиите, самите да можат, да речеме, да навлезат во рамки на сите информации и дата база на податоци кои што ќе ги имаме ние, да нема потреба писмено да се допишуваме и така натаму и така натаму. Значи, пак најголемиот страф е дека тесното грло судот во процесот на финализирање на постапките ќе е најспорен. Што е според вас реален рок во кој што ова може да профункционира? Видете, Вие досега не сакавте да зборувате. Не сакав да зборувам заради тоа што премногу отворени прашања. Не сакав да зборувам заради тоа што... Да, некако си тече времето и практично се останува само на најав. Видете, и јас, и сите во работната група, а и македонските граѓани, имаме огромна верба во овој систем. Кој што би требало да го пуштиме. Зошто? Заради тоа што секаде во свет дал резултат. И јас не се сомневам во технолошкиот аспект на функционирање на истиот. Јас се сомневам во капацитетите најмногу на судот да биде една нормална алка во рамки на целиот синџир од констатирање на фактичка состојба со камерите до наплата на казните и изрекување на И што ви велат од казните судот? страна. Имате ли контакти со нив? Видете, они нормално е дека се жалат на бројот на судии, нормално е дека се жалат на огромниот број на предмети, нормално е дека се жалат на немање на ресурси во делот на, не знам, други стручни служби кои што би требало да им помогнат во рамки на изготвувањето на сите тие акти, се жалат во делот од законската регулатива како што е поставена. Нормално е дека имаат забелешки од аспект на сето на кое што ги имаме како констатирани проблеми, но резултат мора да има. Добро, оваа состојба на неказнивост и на лудило, слободно можем да кажем, од аспект на законски неусогласености и така натаму, долготрајност на самите постапки. Ве прашам за рок. Кога би профункционирало? Јас сум убеден дека 1.1.2026 како период кога би ја затвориле цела година од аспект на обезбедување на податоци во делот на согласно новиот правилник телефонски броеви и имейл адреси на сите луѓе кои што ќе се ги регистрираат возилата и од аспект на сето она кое што го ветивме како пробен период, така, еве да не биде дека од старт делуваме репресивно со нови алатки, туку еве да оставиме месец, 2-3 кои што би можеле да бидат искористени во рамки на информирање на граѓаните, нивно убедување дека станува збор за функционален систем, дека нема повеќе бате, тате, вујче од аспект на кој да селектира
дали ќе има изречена санкција или ќе нема изречена санкција. Зошто? Затоа што е компјутер. Констатира и процесира. Сигурен ли сте? Ама нема друго черевско. Ма пак ќе се вадат, ќе се бришат податоци. Не може. Не може. Системот констатира дека регистрација таа и таа не е во рамки на систем на регистрирани возила. Толку. Ја поврзува со базата на податоци кои што имаме во Министерството, се наоѓа сопственикот на возилото. Пак некои луѓе ќе го обслужуваат компјутерот. Јас ве разбирам, таа цела постапка ќе биде автоматизирана, но секогаш постои за жал ризик од човечка интервенција. Во делот не можам да речам дека во целиот синџир ќе нема луѓе, ќе има како, ќе има судии, ќе има луѓе во УП што ќе спроведуваат, ќе има уште полициски службеници што ќе казнуваат на терен и така натаму. Меѓутоа во делот на SafeCity, Министерството за внатрешни работи од момент на констатирање на фактичка состојба со камерите до момент на испраќање на порака дека, не знам, Васко или Панче сториле конкретен прекршок согласно податоците кои што ги имаме, човек фактор нема. Мајстори сме во изминатиот период да ги наоѓаме дупките во законите, знаете. Не знаете колку многу време имаме потрошено досега како во работната група, така и секторов кои што се занимава со овие дигитални алатки, да можат да се посветат кон решение кое што би исклучило човек фактор. Значи 1.1.2026. Од сега од прилика за 10,5 месеци. Се надевам дека 1.1.2026 ќе некој ќе каже долг период, но еве вие зборувавте за голем број предизвици. Ја не ги ни набројавте сите во овие софтверските решенија. Тоа е вториот пакет. Тоа е вториот пакет на Што е таму? Усогласување на софтвери со законски решенија, вмрежување на бази на податоци, подобра комуникација помеѓу самите институции во делот на автоматизирана размена на информации, стратегиско поставување на камерите, долгорочна стратегија за одржување, вика не само за одржување, туку и за надградба на системот виднина. Значи ги детектираме кои се црните точки, па кај треба се постави, па за нив треба соодветна законска потребна регулатива за да може да се постават се. Јазда овие се алатки кои што се за од аспект на одбраната и безбедноста, но сепак подлежат на одредена законска регулатива. Не е така едноставно. Не е ова бусни пачка пивино процес. Знам, сега ќе се сетам на периодот на претходната влада на ВМРО ДПМН, кога тогашниот премиер и министерка за внатрешни работи излегува со промоција на системот, дури и покажаа фотографии направени со тој систем и малтене објаснувањата беа дека каде и да е ќе почне да функционира. Ама функционирал тој систем и во време на претходната власт и во време на таа претходно. Но функционирал во делот на оперативната обработка, во делот на криминалистичката обработка на најавите беа дека ќе функционира во оваа смисла, во која што вие зборувавте, но очигледно дека законски тоа сето не било. Никогаш не функционирало. Немало ни законски услови за да функционира. Не, разбирам. Иако така беше најавувано, сепак било многу далеко од реално да профункционира. Добро. Сакам да ве прашам околу безбедна држава. Што значи безбедна држава? Безбедна држава значи SafeCity не само во Скопје, Куманово и Тетово, туку во сите поголеми градови во Македонија, коридор 8, коридор 10. Добро, камери сега има и во Тетово и во Куманово поставени? Се има од стариот систем, сега треба да се заменуваат со новите камери кои што детектираат сообраќајни прекршоци. Добро, тоа е во градовите, а по коридор главните? 8, коридор 10 и сите црни точки од аспект на експресни патишта кои што да речеме дека исто така на нив има доста голем број на жртви. И што е реално да речеме ако е 1.1.2026 за безбеден град, тога е за безбедна држава? Се надевам дека во наредните 3 до 6 месеци ќе биде имплементирано на територија на цела Македонија. Добро. Околу дојавите за бомби. Во петокот се случија дојави за поставени бомби, главно во училиште, за среќа лажни, според директорот на БЈБ Александар Јанев, барем во моментот кога ја даваше изјавата тој ден, рече дека станува збор за повеќе од 240 дојави за бомби. Имате ли сознание од каде потекнуваат и со каква цел? Станува збор за хибридни закани кои што се покажа дека не само во текот на петокот, туку и претходно кога сме ги имале биле лажни. Факт е дека
последниве закани кои што се упатени до сите училишта во Македонија се од привремени мейлови кои што се отварани од страна на одредени недобронамерници. И колку што ги добив информациите, мислам дека тие мейлови од кои што се испраќани законувачките пораки се бришат за еден час. Така да многу е тешко да се влезе во трага на кој е испраќачот на законувачките пораки. Домашни се или надворешни? Не би можел да откриам во овој момент. А имате сознание? Се работи на тоа. Сега информациите кои што ги имаме се дека станува збор за имейл адреси кои што се бришат, веќе се избришани, односно по испраќање на пораките, еден час по отварањето се избришани самите мейлови. А ги поврзувате со истите дојави што се случија и во други земји во регионот? Да. И со Хрватска и со Унгарија. Тогаш логиката е дека се од надвор, не се од дома. Не би сакал сега во овој момент да отворам повеќе детали, заради тоа што во фаза на предистрага сме во овој дел. Имате ли евентуално некакви нови укажувања за тоа како треба да реагираат директорите на училишта? Да. Кога ќе добијат таква дојава? Да, на оној координативен состанок кој што ги имавме дента, оперативниот штаб кој што беше формиран во врска со дојавите за бомби, донесовме заклучок да доставиме препораки до Министерството за образование и до сите образовни институции во насока да се заштити периметарот на школото за временските часови, нели кога нема ученици, соодветно од страна на одредени чуварски служби да може да се внимава на периметарот на училиштата. А сето тоа е пари, ресурси. Така е. Мислам, добро, вие ќе може да дадете препорака, не е лесно тоа да се примени. Ги зголемивме патролните служби кои што обиколуваат околу секој едно училиште. Гледаме максимално да покриваме на терен со нашите ресурси кои што ги имаме. Дадовме препораки во однос на сите оние други работи кои што треба да се превземат од аспект на технички аспект во делот на Министерството за образование и конкретно до сите училишта, така да се надевам дека ќе одговориме во иднина на малце посоодветен начин од колку што се одговарало во минатото на овој тип на предизвици. Факт е дека сите досега биле лажни дојави, но тоа не ја исклучува потребата да ни одговориме како сериозен орган со темелна проверка на сето на кое што како последица ви врзува ресурси и реално ве дефокусира од евентуални други обврски. Така е. Борба против корупција. За случајот со државна лотарија и недостапноста на Артан Груби од СДСМ и натаму инсистираат дека ВМРО ДПМН е во договор со ДУИ му овозможи на Груби да избега. Сами не се веруваат на таа теза. Мислам дека сами не се веруваат на таа теза. Ја не знам зашто пласираат во јавност. Добро, Тоа е нивниот до вчерашен партнер кој што се крстеа. Освен казна за конкретниот полициски службеник. Имате ли некакво друго сознание околу тоа како се случи Груби да ја напушти земјава? Во ситуација во која што беше на стоп листа. Министерството за внатрешни работи изрече суспензија и поднесе кривична пријава за службеникот кој што бил фасциниран од предметното лице кој што вие го посочивте. Тоа фасциниран беше моја предпоставка. Да, тоа сакам да ве прашам, дали вие дали самиот бил фасциниран? Тој сам вели дека бил фасциниран. Јас ги гледав камерите. Гледав како се конклудентните действија на полицискиот службеник и вие да ги видите, ќе го имате истиот заклучок како што го имав јас. Од аспект на она што го превзима како действие со предметното возило и предметното лице и другото лице во рамки на возилото и како така фино културно. Колку да звучи несоодветно прашањето? Каква е етничката припадност на полицискиот службеник? Македонец. Добро. Македонец. Тоа е факт. Друго нешто имате ли како сознание? Јавното обвинителство отвори истрага, претпоставувам вие сте вклучени во тоа. Апсолутно, да. Доставени се сите оние материјали кои што требаше да бидат доставени од наша страна. Се надевам дека ќе
најкратко можно време ти излезе со конкретна Имате фактичка сознание за евентуално организиран случај? Не можам да кажам таков заклучок од она кое што јас го имам досега добиено како информација. Имате некакво ново сознание каде е Артем Груби? Не. Зошто јавното обвинителство отвори истрага за само еден сегмент од вашата кривична пријава за случајот државна лотарија, конкретно за набавката на видеолотариските терминали, но например не и за основањето на новите трговски друштва чија што работа била да приредуваат електронски интернет игри на среќа. Како го објаснувате тоа? Бидејќи вашата кривична пријава беше прилично широко поставена, истрагата на обвинителството е за сега фокусирана на само еден сегмент од неја. Врз основа на индициите кои што ги имавме, врз основа на материјалните докази кои што ги имавме обезбедено, во рамки на нашата надлежност на постапување, во рамки на степенот на сомнение кој што е надлежност на Министерството за внатрешни работи, изготвивме и доставивме кривична пријава. Јавното обвинителство во рамки на својата надлежност одлучило и проценило дека треба во рамки на степенот на сомнение потребен за отварање на истрага да процесуира действија во насока на расветлување на кривични дела за кои што тоа цени дека имало или немало доволен број на материјални докази. Има ли простор да заклучуваме дека станува збор за слаба, тенко подготвена кривична пријава од секторот, од одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал и корупција во рамките на МВР, кој што еве, соодветно на евентуална слаба кривична пријава, веројатно е со слаби капацитети? Апсолутно не. Вие сте задоволен од капацитетот на одделот? Во конкретниот случај мислам дека и текако има поднесено кривична пријава која што има докази за сторен криминал и мислам дека тоа ќе се докаже во рамки на процесуирањето од страна на јавното обвинителство и воеднено од страна на судот. Еве мала индискреција од, да речеме, јас разговарав со луѓе вклучени во истрагата за тој случај, велат дека кривичната пријава поднесена од финансиската полиција била многу подобра, поиздржана, посоодветна отколку кривичната од МВР. За истиот случај и двете институции поднесуваат кривична пријава. Видите, јас не би шпекулирал кој за конкретна ситуација поднел подобра кривична пријава. Јас би бил презадоволен кога на крајот на денот криминалците ќе бидат таму кај шиме местото, а сите оние кои што се двоумат во иднина дали да сторат или да не сторат нешто на буџет на државата, ќе ги земат за пример оние кои што се таму кај шиме местото. Ако се таму. Ама не е небитно така дали МВР поднесува паушални кривични пријави или издржани кривични пријави. Видите, еднаш за секогаш треба да сватиме во оваа држава дека секој треба да си ја работи работата за која што има утврдено законски надлежности. Ако Министерството за внатрешни работи во рамки на утврдените сомнежи кои што се подкрепени со соодветни докази не процесуира соодветна кривична пријава, тогаш не би си ја работело работата која што треба да работи по закон. Јас воопште не ценам дека немало или била слабо подкрепена кривичната пријава. Напротив, сметам дека на степен на кривична пријава во дел на материјални докази и текако беше подкрепена за сите поименично наведени лица во рамки на кои што беше поднесена кривична пријава. Министре, ама и вие знаете дека не е исто дали кривичната ја поднесува МВР или ја поднесува обичен граѓанин. Апсолутно. Така. И од МВР се очекува кога ќе поднесе кривична пријава, таа навистина да биде издржана. Така. А не вие видите значаен дел од кривичната не ви е сега предмет на истрага на јавното обвинителство. Вие го знаете тоа? Јас не го знам дека е така. Јас ги споредував соопштението кое што го имате истакнато на веб страницата за вашата кривична пријава. И соопштението од јавното обвинителство за тоа зашто е истрагата и ќе видите дека има голема разлика. Па не би се сложил. Па еве, вие го пријавивте и поранешниот премиер. Тој, да речеме, не е опфатен. Имате пријава за Димитар Ковачевски станува збор. Вие во делот од пријавата, дел од осомничените таму ги товарите, да речеме, и за основањето на трговските друштва. Тоа не е дел од истрагата. Така што тоа не се неважни аспекти од вашата кривична пријава, кои што сега јавното обвинителство не ги третира во досегашната истрага. Не би се сложило од аспект на материјалните елементи во рамки на овие действија кои што ги поименично наведовте, но пак ќе повторам, јас не би можел да излезам надвор од законските надлежности на Министерството за внатрешни работи и на јавното обвинителство.
Па не верувам дека има било кој експерт во фелата кој што очекува дека Министерството за внатрешни работи треба да поднесе обвинение за некого. А само во тој случај би имале доволен степен на основано сомнение согласно материјални докази за да може да се процесира акт до судот. Јас не очекувам дека некој очекува Министерството за внатрешни работи да донесе пресуда. Ама кога МВР поднесува кривичната пријава, тој човек е веќе оцрнет. Тој веќе има дамка. Ќе се согласите со тоа? Ќе се согласам со тоа дека кога МВР поднесува кривична пријава, треба да има одреден степен на сомнение во рамки на кои што мора да имаме подкрепа со соодветни материјални докази. И тврдам, за секој еден за кој што е поднесена кривична пријава, имало и текако поголем број на материјални докази. За сторено кривично дело. Полека привршуваме уште неколку само прашања. Во интервју на ТВ Телма во декември ви беше предочено дека и Казинос Австрија, кога станала партнер во државна видеолотарија, немала соодветен влог. Вие тогаш рековте добра информација, ќе и се посветам на ист начин како што им се посветив и на овие сознанија за случајот за кој што веќе имате поднесено кривична пријава, па им се посветивте ли? И не го негирам тоа. Добро. Значи проверивте и точно е. Не го негирам тоа што сум го кажал. Ама и што утврдивте? Ќе си покаже времето. Се ова е малце контрадикторно во онаа насока на која што вие ми го поставувате прашањето. Или Државниот... погрешно сум сватил? Не, ве прашувам дали проверивте дали на вистина Казинос Австрија, кога станала партнер во државна видеолотарија, го имала потребниот влог кој што бил барем согласно оваа закон. теза која што вие ја кажавте сега е во спротивност со тезата на јавното обвинителство. Од аспект на процесуирање на конкретни действија кои што тој оцени дека представуваат действија со кои што е сторено одредено кривично дело. Ама не, овој случај нема врска со тој. Не, јас не зборам за конкретен случај, јас зборам за действија врз основа на кои што може да цениме дека е сторено конкретно кривично дело. Добро, ама еве... Вие претходно кажавте дека јавното обвинителство оценило дека ова не е кривично дело. И сега ми велите, зошто вие не односно докај сте со постапката за истите тие действија во рамки на друг предмет. Добро, ама Јас ви велам дека мојот одговор е да, тоа што сум го кажал, не го негирам и сето она кое што треба да се процесуира и да се утврди во делот на наша надležност, ќе се процесуира. И на начин на кој што на веб сајтот објавивте детали од кривичната пријава за тој случај, очекуваме ако имате некакви сознанија и за ова да објавите. Апсолутно да. За тоа јас зборувам, не за друго. Добро, државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски неодамна соопшти дека Ојо Битола води 6 предистраги поврзани со електрани на Северна Македонија и рек Битола, дали вие сте вклучени во постапувањето за тие случаи? Да, И како оди таму постапувањето? се работи. На што се однесуваат тие? На душманско крадење на македонските граѓани. Каде е Васко Ковачевски? Недостапен на органите на правото. Само уште едно прашање завршуваме. Оливер Спасовски пред заминување од функцијата министер за внатрешни работи рече дека полицајци, суди и обвинители соработувале со криминалната група од Грчец, повикувајќи се на информации од комуникации од социјалната мрежа Sky, мислам дека се викаше. Меѓу другото рече, можеби ќе се зачудите во наредниот период, но еднаш мора да излезе кои се тие кои во одреден момент самите викаат држте го крадецото, во суштина биле тоа, до сега не се изненадивме. Зошто имате објаснување? Не знам на што мислел лицето кое што го именувавте. Јас нити сум видел Sky комуникација од Sky апликација како доказ, нити планирам да видам, тоа не е моја работа. Но знам дека процесуиравме двајца полициски службеници, истите се во притвор, кои што соработувале со криминалци во изминатиот период токму преку таков тип на комуникација и оддавале службени тајни и за истите ќе се процесуира соодветна кривична постапка, тоа знам. И последното прашање. И нема да застанеме тука. Има некаква промена во соработката со јавното обвинителство? Бидејќи имавте забелешки на тоа како постапува во одредени предмети. Уште ги имам истите забелешки за истите предмети.
за одредени предмети кај што сме имале одлична соработка. Јавно сум пофалил од типот на, не знам, борбата против криминалните банди во Скопје, во Тетово, во Гостивар, во Источна Македонија. Морам да ја пофалам соработката и со предметната обвинителка која што е и со целосно со обвинителството, но исто така многу пати сум дал забелешка за одредени предмети кои што имам чувство дека заради тоа што таму има А зошто не ги пријавите до Совет на јавни обвинители? Еве даваме шанс уште некој период, тај да видиме дали ќе излезат со било каква одлука во однос на тие предмети кои што јавно сум ги кажал многу пати до сега. Благодарам за овој разговор. Ви благодарам и вам. До крајот гледајте новата саботажа. Пријатно до четврток во 20:15. Игранката со синдикалната кошничка си има своји добри и лоши страни. Таа е супер и одлична тогаш кога одговара на ситуацијата. Таква беше пред само неколку месеци. На прехранбените производи 43 на број кои што влегуваат во таа вкупна синдикална кошничка, имаме намалување 965 денари. Самите синдикати, господинот Трендафилов кажа дека кошничката си ја постигнала својата намена со намалување на цени. Забелешките за вистинитост, особено од опозицијата, не беа прифатливи, бидејќи како референца се користеа податоците кои беа црпени од независно тело, а не од нечија политички инструментализирана испостава. Потрошувачката кошничка ја креираат Сојузот на синдикати на Македонија. Не е тоа партиски извештај па да речат дека ВМРО-ДПМ не го направили. Но штом ситуацијата се смени, пополнењето на кошничката стана проблематично. На сцената се појавија сосема нови аргументи, според кои таа е нереална и правена според невообичаена методологија. А во неа се вметнати продукти кои зимно време се поскапи отколку во сезона. Еве јас во месец јануари дел од овие производи не ги пробав. Како што се диња, лубеница, гројзе, црешни, кајси, праски, не испив 250 грама лименка Нескафе. Сослушувањето на двете страни сепак е важно за да се прецизираат забелешките, доколку тие навистина се толку релевантни и клучни за тоа колку ќе биде полна или празна кошничката. Делот на црешите учествува во декемвриската или јануарската синдикална минимална кошничка само со 22 денари или близу десетина грама. 200 или 250 грама Нескафе, доколку го поделите на 5 грама на еден филџан да направите едно кафе, добивате 50 кафиња. Ако ги поделите тие на 30 денови во месецот, произлегува дека ви во текот на денот едно 4-члено семејно домаќинство, сопругот и сопругата ќе делат едно кафе или едниот ќе пие, едниот ќе мириса. Поентата со вкусувањето голтка кафе или оставањето неговата арома да делува само врз сетилото за мирис, речиси секогаш зависи од позицијата. Дали си на власт или не си. Од истата мака си ја имаат сите премиери. Во понеделник ќе бидат повикани представниците на синдикатот во Министерството за економија. Добро е што ги имате пред вас овие два листа со анализа за потрошувачката кошничка. Постои недоследност во пресметувањето. И на крајот, дури тогаш, немало некој посериозен проблем, бидејќи математиката е неприкосновена. Сојузот на синдикатите на Македонија кошничката ја пресметува веќе 12 години. Методологијата, како што обожаваат да кажат министрите, е непроменета за целиот период. Гарнитурите се различни, ама пристапот е ист. Власта е таа што менува, а не методологијата.